Тоа сме ние, верните проследувачи и негувачи на нашите духовни вредности, чуварите на повеќевековниот христијански учебник, од кој учиме и ги учиме оние кои ни се чеда. Оние кои ќе го примат аманетот кој се пренесува од една генерација на друга. Во тој учебник, во таа богата книга на христолюбието, стојат запишани многу вистини, кои секогаш повторно и повторно треба да ги препрочитуваме за да ни бидат спастрени што подалеку од заборавот. Денеска имаме извонредно голема причина да бидеме горди на возвишените вредности кои од колено на колено, од дедо на внук, од татко на син, ни биле дарувани како непроценлив духовен дар. Ползувајќи ги благодетите од таквиот дар, ред е повторно да го сториме нашето поклонение, нашето чествување, нашата почит кон оние кои пред 1660 или 1661 година не ги штеделе своите животи во името на нешто што е свето, во името на нешто што е вонвременско. А тоа е љубовта кон Севишниот. Тоа се апостолите кои си земале за задача таа љубов кон Христа да ја споделат со луѓето кои живееле на почвата на Тивериопол, проповедајќи го и ширејќи го христијанството. Да не беа тие, кој знае дали денес ќе ја имавме христијанската почит, со сите неизини нишани. Кој знае дали вербата ќе ни беше подкрепа за нашите животни патеки. И кој знае воопшто дали ќе бевме сите ние тоа што всушност сме денес. Тоа се тие светите 15 тивериополски свештеномаченици, заштитниците на градот Струмица, чиј култ го негувале генерации и генерации наши сограѓани, возлюбени чеда во Бога. Тој култ го негуваме и ние. И дај Боже да го негуваат и нашите идни поколенија.